Добро вечер во уште едно издание на емисијата Во фокус. Овој пат со нас директорот на Централниот регистар на Република Македонија, господин Андреа Поповски. Добро вечер и ви благодарам што се озвавте на поканата. Добро вечер, поздрав до гледачите и ви благодарам за поканата во учеството во вашата емисија. Започна поднесувањето на годишни сметки за 2016 година. Централниот регистар веќе неколку години нуди можност за електронско поднесување на годишни сметки. Колку компаниите ја користат оваа можност? Така, значи веќе обврската за поднесување на годишни сметки, да потенцирам дека е до 28 февруари во хартиена форма, односно 15 март во електронска форма за оние трговци и поединци и трговски друштва кои што ќе се одлучат да ја поднесат годишната сметка во електронска форма, односно преку системот за електронско поднесување на годишните сметки. Во моментот веќе преку електронскиот систем имаме примено 4450 годишни сметки. Можам да кажам дека електронскиот систем за поднесување на годишни сметки го развивавме веќе неколку години наназад. Прв пат започнаме во 2014 година за годишните сметки поднесени за 2013 година. Во првата година имавме добиено преку електронскиот систем за годишни сметки, имавме добиено 15.000 вкупно во цела Македонија годишни сметки поднесени онлайн. Следната година веќе бројот се зголеми двојно, односно околу 30.000 годишни сметки беа поднесени во електронска форма. Ланската година имавме 40-41 веќе илјада, што зборува за фактот дека системот како таков ние секако го надградуваме од година во година по барање на подносителите, обврзниците за поднесување на годишни сметки. Имаме прекрасна соработка со сметковоствената заедница, можам така пошироко да ја кажам, по конкретно и со сметковоствената комора при Сојузот на стопански комори имавме неколку состаноци. Ни беа побарани, односно одредени дотерувања, вака да ги објасниме, како да направиме апгрейд на самата апликација. Така да зборува фактот дека системот функционира. До сега не сме имале никакви паѓања, ако можеме така да се изразиме, на системот, да. Субјектите можат до крајниот рок без проблем во било кое време, бидејќи работи системот 24 часа, да ги поднесат годишните сметки. Морам да бидејќи сега сме веќе на средина на месец февруари, околу роковите за поднесување на годишни сметки, морам да упатам еден апел до сите обврзници да го испочитуваат законскиот рок за поднесување на годишната сметка, со цел да можеме и ние како институција на време да ги обработиме, како обврска не е законска дадена, а да можеме и во исто така и тие да не се соочат со некои други последици од аспект на прекршочни пријави и така натаму. Исто така ова е многу битно за сите субјекти кои што се основани со Законот за трговски друштва, бидејќи од пред 2 години, односно основ за бришење од трговскиот регистар е неподнесена годишна сметка, заедно што со уште два други основи кои што подосна ќе ги кажам. Така да, за да не се соочат уште еднаш да потенцирам да не се соочат сите субјекти со сите непријатности околу, односно последици со неподнесување во рокот на годишната сметка, апелирам да навремено ги поднесат годишните сметки. Роковите се за сите правни лица до 28 февруари, уште еднаш да потенцирам, за трговските друштва и трговците поединци е исто така до 28 февруари, односно во хартиена форма, а оние кои што поднесуваат во електронска форма, рокот е до 15 март. Тоа беше побарање на сметковоствената заедница, ние излеговме заедно со владата на Република Македонија, поточно со Министерство за економија, се примени, се одеше кон измена на законот и рокот се пролонгира за онлайн до 15 март. Централниот регистар во соработка со Бирото за јавни набавки го реализираше проектот Тендерско досие. Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за овој проект, за кого е наменет, кои се целите и предностите? Така, проектот Тендерско досие го развивавме тој од програмата на владата од 2014-2018 година. Проектот Тендерско досие го развивавме заедно со Бирото за јавни набавки. Се работи на сет на документи кои што се потребни на економските оператори, односно на сите субјекти кои што учествуваат при конкурс, односно при јавните набавки.
И намената, односно целта на проектот е да им се олесни да не губат време, да не се губят средства, непотребно утрошење време да доаѓање на шалтери во централниот регистар. Им се оложми на сите они учесници, зборам за фирмите кои што учествуваат, со самото тоа што се регистрирани во системот за јавни набавки, да имаат можност и да изберат да го купат тој сет на документи кои што го досега зема мануелно од централниот регистар, односно директно на шалтер. Да. Ние во моментот имаме околу 170 отприлика нарачки преку тој систем. Три пакети се во функција. Во првиот пакет е документи кои што ја докажуваат личната и професионалната способност. Во вториот пакет се документи кои што ја докажуваат личната, професионалната и финансиската состојба на економските оператори, односно на фирмите. И во третиот пакет, односно тоа е само билансот на состојба, билансот на успех, кој што ја докажува финансиската способност. Проектот беше тестиран, значи мислам самата апликација, системот беше тестиран од наша страна заедно со Бирото за јавни набавки. Како пилот проект или? Не, тоа веќе профункционира од месец мај 2016 година и сега веќе активен и зема зама все повеќе. Заради тоа што не само што не мора да доаѓаат во центар регистар на шалтер да ги собираат сите документи, туку заради тоа што и самиот систем, самиот пакет нуди 15%, не имавме некоја анализа, 15% се поевтини трошоците, односно сите документи гледано збирно, се поевтини ако ги земате преку тој систем, отколку да ги земате во поредовната тарифа и да доаѓате еден по еден да ги земате од централен регистар. Ние имаме обврска овие документи во текот на една година да ги апдейтираме. Дел од документите ги апдейтираме, ги ажурираме 2 пати годишно, додека документот, односно билансот на состојба, билансот на успех, бидејќи еднаш се поднесува годишна сметка, само еднаш го доставуваме до системот. Така да при самата постапка кога ќе се бидат да разгледувани тие документи кај договорните органи, значи веднаш се може да се видат сите тие и биланс на состојба и ДРД образецот и сите документи кои што се потребни за јавните набавки. Од 2014 започна онлайн регистрацијата на компании, сега веќе сите уписи во трговскиот регистар се вршат исклучиво електронски. Како влијаеше ова во промена во трендот на уписи на регистарот? Постојат ли отстапувања? Или зголемување на бројот? Вака сега, во март месец, поточно на 4 март се сеќавам, во март месец ние стартувавме со измените на Законот за трговски друштва и Законот за едношалтерски систем. Ние стартувавме со уписот на основање. Во прво време како регистрациони агенти кои што беа предвидени како заедница, мислам како категорија во Законот за едношалтерски систем, беа сметководителите, односно како сметководствена заедница. Имавме ние обуки, вршевме обуки за користењето на системот на сите учесници, односно за сите оние сметководители кои што ќе добијат овластување од централниот регистар за да можат да бидат регистрациони агенти. Имавме обуки. До сега вкупно имаме извршено заедно со адвокатите, подоцна ќе кажам и за тој момент, имаме извршено некаде скоро 70 обуки широм цела држава. Во моментот имаме преку 1200 регистрациони агенти, односно сите кои што има добиено овластување за регистрационен агент. И како што да се навратам, како што рековме, во месец март 2014 година стартувавме со уписот на основање кој што од тогаш исклучиво се води електронски преку системот за е-регистрација. Во месец од 1 ноември 2015 година, веќе за една година и пол, овие се проекти морам да потенцирам од програмата на владата и ние ги реализиравме на време. Од 1 ноември 2015 година стартуваше системот, надградбата на системот веќе за е-регистрација, односно за електронска регистрација во трговскиот регистар. И сите од тогаш веќе сите промени и сите уписи на бришење, уписи на промени, уписи на бришење се водат пак електронски. Така да сега сите уписи и уписи на основање
и уписи на промени и уписи на бришења се водат исклучиво електронски во централниот регистар. Она што ме прашавте, никам немаме забележено. Во почетокот малце додека да се навикнат самите подносители, имаше можеби стравување дали ќе може, како ќе биде, како секој нов проект, бидејќи од една хартиена форма навика до сега години наназад поднесување на документите, сега се вклучува електронски, бидејќи нема можност во трговскиот регистар да се вршат уписи во хартиено, да. Меѓутоа немаме забележено никакви проблеми. Со сите овие мерки кои што ги кажав во програмата на владата, поедноставување на системот, достапен до учесниците, обуките кои што ги правеше централниот регистар, ќе ви кажам некои бројки кај што ќе видите дека иако оди електронско поднесувањето и покрај сите овие 2-3 години случувања во државата кои што како и политички случувања и нестабилност не влијаеше на моментот на поднесување на уписите, пријавите и документите во трговскиот регистар. Во 2000, јас имам неколку податоци овде запишано. Значи во 2014 година имаме 6700 основања. Значи тоа е пред 2 години. Да. Во 2015 година исто толку. Во 2016 имаме 6668. Конкретно за општина Куманово имам извадено податоци. Значи во општина Куманово во 2014 имаме 263. Во 2015 имаме 273, во 2016 имаме 261 основање. Еве во 2017 година од почетокот на годината до сега имаме во цела држава 659 основања, додека во општина Куманово има само 17. Ако ги погледнеме уписите на бришења, ќе видиме дека тие се движат некаде од започнувајќи од 2014 година, кај што сме имале уписи на бришење во редовна постапка зборам, 4800, во 2015 имаме 3900, во 2016 имаме 2800. Значи, бројот на уписи на бришења во Република Македонија, паралелно тој во општина Куманово, опаѓа, што значи дека бројот на активни фирми реално расте. Ако ги исклучиме сите оние акциски бришења кои што ќе ги објасниме после, ќе ги спомнам и нив, акциски бришења кои што беа предвидени во законот за трговски друштва, значи бројот на активни фирми реално расте, значи не се намалува бројот на фирми. Бројот на уписи на основања е поголем за 50% скоро од бројот на бришења. Покрај постоечките регистри кои ги води Централниот регистар на Македонија, дали планирате воспоставување и на други регистри? Така да, ние веќе во минатата година со измена на законот за обезбедување на побарувањата бевме предвидено воведување на 2 нови регистри во Централниот регистар. Тоа е регистарот за пренос на права, со задржување на право на собственост, за продажба на подвижни ствари за содржување на право на собственост, и регистарот за фидуцијарниот регистар, односно за пренос на права и пренос на предмети. Тие двата регистри ги воспоставивме во крајот на месец август, односно почетокот на месец септември минатата година. Правно дејство актот, значи се изготвува нотарски акт, врз основа на договори, нотарски акт или солемнизација на истиот, или солемнизиран договор. Во рок од 5 дена учесниците морат да го поднесат договорот, односно да го запишаат во Централниот регистар, и правно дејство има од уписот во регистарот. Со ова беше, овие 2 регистри се воведоа заради тоа што Република Македонија претходно имаше не толку добра позиција во извештајот на Светската банка, Doing Business извештајот, кај што е за getting credit, односно за земање на кредит. Така да веќе со овие неколку измени кои што беа и предвидени, претходно се знаеше дека ние ќе ги воведеме, Македонија скокна за 26 места, што е
Така премногу. ваш удел во тој Да, скок, така да и ние кажеме, на имаме, вашата да. институција. Така да, кога сме веќе кај Doing Business извештајот да подсетам дека Централниот регистар, односно сите оние работи кои што беа предвидени во законите, мерките на владата, законски измени и сето она што го правеше, го спроведуваше Централниот регистар и надградбата на системите, ние во Doing Business извештајот во делот на отпочнување на бизнис сме во Европа неколку години на прво место. Во светски рамки сме во првите 2, 3, 4 места секогаш, неколку години наназад и благодарение на сите овие мерки стигнавме до таква добра рейтинг, односно репутација. Така. Планирате ли да понудите и нови производи? Така, веќе ние го завршивме тестирањето на еден нов производ, тоа е сублимат од регистарот за залог и од како информација од регистарот за лизинг и ќе може веќе субјектите да добиваат заедничка информација, да не земаат посебно, заедничка информација од регистарот за залог и регистарот за лизинг. Имаме во план, како нов производ, имаме во план надградба малце на проширување на палетата на производи во регистарот за годишни сметки. Во месец октомври имавме посета на IPES во Словенија. Тоа е агенција која што пандан на Централен регистар. Тие се преку нив одат уписите, со таа разлика што регистарот се води се уште во судот во Словенија, а уписите одат преку IPES, преку агенцијава. Тие имаат добро разработена методологија околу формирање на рейтинг на фирмите и така натаму. Така да разговаравме за некои работи за кои што не можеме да им помогнеме на нив околу трговскиот регистар и така натаму. Регистрација, залог, лизинг, да земат искуства од нас. Планирани се веќе некои средби со нив повторно, има меморандум за соработка со нив склучено. Додека ние малце да продлабочиме тука во одделот на годишни сметки, така да имаме активен период секако оваа година. Така. Централниот регистар изминативе години спроведува акцијски бришења на трговски друштва и трговци поединци. Можете ли да ни кажете и самата постапка како тече и кои субјекти од прилика колку се избришани? Така, значи ние 2015 година во месец јануари, крајот на месец јануари 2015 година го објавивме првиот список за бришење на субјекти по службена должност. Она што го спомнав преска како апел до сите субјекти да се го испочитува законски пропишаниот рок за поднесување на годишната сметка, од причина што веќе основ за бришење од трговскиот регистар е неподнесена годишна сметка до крајот на годината, значи законскиот рок е еден и тој треба се почитува. За непочитување има и прекршочни санкции. Меѓутоа и покрај тоа, доколку од некои објективни или не знам какви причини до крајот на годината субјектот доколку не ја поднесе годишната сметка, веќе во рок од 30 дена Централниот регистар треба да објави список за сите субјекти кои што како основ за бришење не му е поднесена годишната сметка. Имаме уште еден основ, тоа е незапишена адреса на електронско сандаче, односно имейл адреса, и незапишен, односно уплатен основачки влог. За вторите два основи да објаснам, значи незапишена имейл адреса може да го сватиме како еднократна мерка кога се донесе, заради тоа што веќе во трговски регистар, односно и во регистарот за други правни лица, не може да се упише субјект преку едно шалтерскиот систем доколку нема имейл адреса. Значи тоа е задолжителен податок на упис. За третиот основ, незапишен, односно уплатен основачки влог, предвидува дека субјектите може да сите оние предприемачи, односно граѓани кои што сакаат да основат фирма, имаат можност да основат, сакаат да основат да почнат сопствен бизнис, да можат да го почнат без надомест. Тоа значи дека тарифата во Централниот регистар за упис на основање е 0 денари. Може да не го уплаќаат основачкиот влог, односно да не го запишуваат, со оврска во рок од една година да го запишат истиот. Тој влог може да биде паричен и непаричен. Паричниот може да биде во домашна во странска валута. Непаричниот нормално влог предвидува попис на ствари кои што ќе треба да се одат на проценка и оврската е значи една година. Меѓутоа имавме субјекти кои што
години наназад не го запишуваат и покрај законската врска, така да тоа е веќе ставено како основ за бришење. Сега да се навратам кај бројките и списоците и односно колку субјекти имаме избришено. Во 2015, како што реков, беше објавен првиот список. Во тој список влегоа генерално воглавно од сите оние фирми кои што со години назад не работеа. Тоа преку 2 децени, да речеме, некои. Па да, знаете вие дека јас многу пати го кажувам тоа, се сеќаваме во 90-тите години, во почетокот, многу фирми неприродно се отворија. Значи имаше некоја активност и се отворија многу фирми, меѓутоа имаше ситуација, анализа беше правена од наша страна пред да се донесе овој законско решение. Имаше фирми кај што над 10.000 фирми во Македонија воопшто од кога се основани немаа поднесена годишна сметка, што е законска врска. Ова не е случај само во Македонија. Како што спомнав и Словенија, во Норвешка ние многу имаме тесна соработка со норвешкиот регистар, со Бренесунд регистар, и исто е таму основ за банкрот. Неподнесена годишна сметка, неподнесување на финансиски извештаи да биде основ за бришање, да. И во првата година кога го отворивме списокот, значи законски сега ќе ви објаснам како трае постапката. Од објавувањето по трите основи за бришење трае рок од 1 година. Во рокот таа година субјектите имаат можност, сега ќе кажам нивната можност, имаат можност да го отстранат недостатокот, односно да поднесат годишна сметка, значи пак им се дава можност да запишат имейл адреса или да, во зависност од тоа што е, кој е недостатокот, или да запишат основачки влог. Во истата таа година доверителите, односно сите учесници, можете и самите субјекти, да достават известување до Централен регистар дека ќе биде дека е поведена постапка за стечај, односно ликвидација. Доколку достават такво известување во рокот од таа година, тече рокот уште 1 година. Значи вие им излегувате во пресрет уште еднашка на фирмите. Многу големи рокови се дадени со цел да може да ми се излезе, да не е тоа во месец, 2, 3, од аспект на доверителите да имаат време да ги пријават, мислам да преиспитат можноста за покренување на стечај или слично. Значи тече рокот уште 1 година доколку добиеме ни известување, не ги бришеме. Во тој рок треба да биде веќе да добиеме решение за поведена стечајна постапка, односно ликвидација. За оние субјекти за кои што нема да добиеме такво известување, се бришаат. Значи рокот е 1 година од објавата. Ланската година, значи 2016, по првиот список од 2015, ние избришавме скоро 28.000 фирми. Кажав тие какви фирми се, неактивни со години и така натаму. Лани го објавивме исто така вториот список, кој што е многу помалку фирми се за разлика од минатата година, некаде околу 5.000 фирми беа. Тој список го проверуваме ние неколку пати. Значи правиме во текот на годината го проверуваме да не случајно се случи и некои пропуси од наша страна. Ми разбирате, тоа се жива материја, податоци се, можеби да секаква грешка. И пред прибришање ги проверуваме неколку пати, неколку филтри поминуваат во Централниот регистар. Така да сега веќе измина објавата од 1 година од ланскиот список, беше објавен вториот список, измина веќе до крајот на јануари објавата и веќе трае постапка за бришење за вториот список. На 30 јануари оваа година го објавивме и третиот список. Така да ова ќе си тече, ова ќе трае. Со тоа што ќе се намалува бројот, ми разбирате од кои причини, заради тоа што ти стварно што се неактивни фирми ќе престанат на овој начин. Ова не е многу популарна мерка за граѓаните, затоа им викам да си ја испочитуваат за законската врска, бидејќи за да не се стимулира таквиот начин на бришење, предвидени се во законот ограничување, односно сите оние основачи, управители, органи на управување, содружници, органи на надзор на друштвото, зборам за сите трговски друштва, нема да можат додека трае објавата и во рок од 3 години нема да можат да основаат фирма. Така да на некој можеме да му одговара тоа. Имаме секакви случаи, има иселени граѓани во странство, има фирма, на нив можеби ќе им одговара. Има починати лица, ми разбирате. Меѓутоа има и оние такви што има такви некои кои што има ќе сака, да, така да сепак треба да се почитуваат оние обврски кои што се предвидени во законите, во Законот за трговски друштва, и да не се баш практикува, да не гледаат дека ќе ми изврши Централниот регистар по службена должност, нема да поднесам годишната сметка или нема да запишам основачки влог. Никој не знае за 2 години или за 1 година дали нема да има потреба од водење на бизнис или слично. Да.
Веќе неколку години поред имате соработка со UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика во рамки на проектот Самовработување. Каков е интересот? Колку компании досега се основани? Имате увид во компаниите токму преку овој проект. Како што кажавте, имаме соработка со UNDP, со Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Република Македонија. Тој проект го како владин проект веќе трае 10 година, од 2007 година. Првата година имавме 5-600 субјекти основани по сомерките за самовработување и после во континуитет некако зема просекот во просек годишно по 900 субјекти, некаде над 900 субјекти годишно се основаат со тој проект. Минатата година е најголемата бројка, кај што имаме 1100. Сега ќе ви кажам колку се основани точно. Значи основани се 1115 субјекти во Централен регистар по тој проект. Околу 215 повеќе од просечно. Сега реално видите вака и во тие фирми, како и кај секоја друга фирма, како секој друг субјект, има такви кои што во текот на работењето не успеале или се ориентирале кон некоја друга работа, кај кои што се веќе бришени. Меѓутоа, тоа е многу мала бројка. Така да генерално обстојуваат и луѓето, мислам, односно странките и граѓаните се задоволни со оваа мерка, имаат можност да отпочнат бизнис за кој што немале средства, немале можност да го направат тоа. Сега регистрацијата во Централен регистар е бесплатна во соработката со UNDP и така натаму. Рековте дека токму поради преземените мерки кои што ги имате, тука некаде ќе мора да ја закружиме емисијата со тоа што Македонија на водечките места по doing business. Дали ви бараат соработка останатите трговски, да кажеме, останатите централни регистри или агенции, не знам како се наречени во останатите држави, освен соработката што ја споменавте со Норвешка и со Словенија? Така, не имаме соработка со многу, значи Централниот регистар постојано е и членка во ЕБР, во ЕЦРФ, ние учествуваме на конференција, сега скоро ќе има конференција на Corporate Register во Хонг Конг. Разменуваме искуства со сите скоро држави. Потесна ви реков Норвешка ја спомна заради тоа што и кога беше основан Централниот регистар. Таму ги земавте. Да, тогаш почнавме и искуствата беа правите, еднаш го има кажано и премиерот, тоа многу пати го има потенцирано, кај што тогаш кога им се дивевме ние на Норвешкиот регистар, сега скоро сме во обратна ситуација, бидејќи реално многу Централен регистар направи за овие 10 години. Ја проширевме на палетата на производи, услуги, електронски услуги, достапни кон граѓаните, кон странките. Кај нас може да се земаат информации и податоци преку онлайн, значи преку интернет дистрибутивниот систем. Имаме договори исклучено со многу субјекти, самостојни вршители на дејност, професионални заедници како што се адвокати, нотари, извршители кои што ги користат нашиве услуги, да. Системот за потврди го развивавме како мерка од регулаторна гилотина, кај што може да се секој, бидејќи податоците во Централниот регистар напомнам се дека се јавни. Секој може да добие податок од било кој регистар. Значи нема таен податок во тој дел. И може со најавување, со платежна картичка, валидна, да си го порача, да си го нарача. Тој документ може да му биде како прелик на документ или да биде дигитално подпишан од Централниот регистар. Дори има можност и да го нарача документот, да го плати и само да дојде да го земе ако му треба во хартина форма од шалтер. Имаме соработка, како што реков, со други држави. Скоро имавме посета од Албанија, иако во тие конференции, тие светски организации не сме имале некоја соработка со нив, меѓутоа имавме посета од Албанија. Со регистарот во Република Србија имаме склучено меморандум и договор. Работиме на заедничка платформа за разменување на податоци. Поради тесната соработка. Така и нормално дека како такви во светот признаени дека бараат од нас искуства многу централни регистри. Мислам не се викаат централни регистри, меѓутоа тоа се дали агенции, дали се други приватни кои што вршат аутсорсинг за државата, институции, односно фирми бараат поддршка, односно бараат искуство од нас. Јас се благодарам што бевте наш гостин. Се надевам дека апелот што го пативте ќе биде прифатен од обврзниците и од трговци поединци, дека навремено ќе се пријават.
се надевам дека останувате отворени за соработка за секој ваш нов производ, промоција на нов производ, а се во интерес на нашите гледачи и на вашите корисници на услугите. Така и јас се надевам дека за сето она кој што требаше да го напомнам во овој момент од годината, ево околу поднесувањето на годишни сметки, дека го разбраа гледачите. За сите оние кои што не можат или имаат уште нејасноти, слободно нека повелат во било која од канцелариите на Централен регистар, ќе добијат соодветна информација. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вас. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечера.